Нептун во знакот Овен од 26. јануар 2026 година до 23. март 2039 година. Ке патува транзитниот Нептун преку хороскопскиот знак Овен и ќе означи за нас сите еден нов историски транзит. Зашто е тоа така? Затоа што на Нептун е една планета која што се движи многу бавно и на нејзи се потребни 168 години за да го заокружи целиот зодијачки круг. Значи, еден доста долг период. Но Нептун беше исто така во март 2025 година за еден краток период во знакот Овен, така да ние сите ќе можеме да се прашаме со која енергија можевме да ја почувствуваме во тој период кога Нептун беше на кратко во знакот Овен 2025 година. Во ова видео сакам да зборувам и за таа колективна енергија, кои хороскопски знакови ќе се ослободат од ова влијание на Нептун, а кои хороскопски знакови ќе треба да се суочат со оваа енергија на Нептун во знакот Овен. Сите оние дечиња сега што ќе се родат од 26. јануар па понатаму до следните 14 години ќе го имаат Нептун во знакот Овен во својата натална карта. Нептун е една енергија која што можеме конструктивно и деструктивно да ја живееме. Конструктивниот начин на живење на Нептун, каде што Нептун ја буди таа интуиција во нас. Нептун не инспирира да веруваме во нешто што не можеме да го видиме со голо око. Нептун го буди во нас тој внатрешен глас, ја буди во нас вербата, да веруваме во нешто што не можеме да го видиме. Нептун е таа желба да се споиме со нешто што не можеме да видиме. Но деструктивно гледано, таа енергија на Нептун е илузијата, измамата, лагата, сето она во нашиот живот што не ни се исполнува. Знаете дека тоа е една врста на влијание на Нептун, каде што ние самите честопати си се лажеме, каде што не сакаме да си признаеме дека нешто во нашиот живот што не се исполнува, тоа е практично една лага, една илузија. И тоа ни постава препреки да идеме понатамно, да се развиваме, да растеме и да се разбуди во нас тој внатрешен глас и да веруваме во него. Ако нашиот внатрешен глас ни каже дека нешто не е за нас, а ние сепак идеме по таа измама, по таа илузија, знаете дека нема да имаме успех во тоа. Значи, како да го живееме сега овој Нептун? Значи, Нептун е една енергија која што не можеме да ја видиме. Нептун не можеме да го видиме, него Нептун го почувствуваме. Секогаш таа енергија на Нептун е една енергија која што треба да ја почувствуваме. Затоа што Нептун не можеме едноставно да го видиме. Неговата енергија едноставно не постои. Тоа е тоа што ние си го посакуваме, таа енергија на Нептун. Во знакот Овен, што ќе може сега Овенот да очекува од оваа енергија на Нептун? Значи, Нептун беше последниот пат во знакот Овен, како што реков, во март 2025 година за еден краток период. Иначе го имавме Нептун во 1861 година во знакот Овен. Значи, што ќе може сега Овенот да очекува од Нептун? Пред се, Овенот ќе го инспирира
Нептун ќе го инспирира Овенот да биде релаксиран, да биде отпуштен и тоа да си го дозволи пред се. Да верува во нешто што може би до сега не верувал дека тоа ќе може да се исполни. Кои хороскопски знакови ќе бидат сега ослободени од оваа енергија на Нептун? Тоа се пред се Стрелецот и Близнаците. Ние исто така можеме да сведочиме дека бевме доста долг период нападнати од Нептун, каде што често пати Нептун ни ставаше препрека ни беше. Нептун ни го замаглуваше патот, така да не можевме да го пронајдеме нашиот вистински пат, по која патека треба да идеме понатаму. Сега се ослободуваме од тој период, кога конечно Нептун ќе премине во знакот Овен. Значи сите тие илузии сега се нашето минато. Дали ја научивме таа кармичка лекција, како да се ослободиме и дали се ослободивме од тие илузии, ние сами ќе можеме тоа да си го признаеме. И треба да си го признаеме дали се ослободивме од тие илузии. Пред се дали ги препознавме дека се една врста на илузија во нашиот живот. Но кои хороскопски знакови ќе бидат сега под влијание на Нептуни, кои што ќе треба сега да бидат, да речеме, може би по една деструктивна страна на Нептун. Може така да ја почувствувате таа енергија. Тоа ќе биде ракот и јарецот. Значи сега ќе бидете вие под влијание на Нептун, каде што од вас ќе се бара да ја погледнете вистината. Што нешто во вашиот живот ви представува илузија? Да го осетите тоа пред се, да го освестите и да работите на тоа. Значи, оваа енергија на Нептун не е баш така едноставно да се живее, но затоа треба да се вклучи вашата интуиција. Пред се интуицијата и вашиот внатрешен глас. Тие ќе ви помогнат да излезете од тој замаглен пат. Исто така и вагата ќе биде под влијание на знакот под влијание на Нептун, каде што и она ќе треба да створи една врста на баланс и да го вклучи во себе тој да ја вклучи во себе таа интуиција. Значи, измеѓу интуицијата и во тоа што веруваме и во тоа што си го посакуваме, треба да постои една врста на баланс. Како најубаво да го користиме овој период сите ние на Нептун преку знакот Овен? Секогаш, ако си дозволиме да се отпуштиме, да го слушнеме нашиот внатрешен глас, затоа што нашата интуиција и нашиот внатрешен глас ни го покажуваат секогаш правиот пат. И тогаш да делуваме на еден интуитивен, зрел начин. Јас ви посакувам секое добро и до скоро. Чао!